Локалната самоуправа продолжува со поставување метални П елементи на тротоарите. Целта е да се стави ред и конечно да се ослободат тротоарите за непречено движење на пешаците. Освен тоа, паркирањето значително ги уништува тротоарите. Вакви елементи се поставија на тротоарот пред новата театарска зграда, а неодамна и на реконструираниот тротоар во центарот на градот. Со поставувањето на, ја мислам дека го намаливме и начинот на паркирањето на пред судот на тротоарот, со поставувањето на тие метални ступчиња, и ќе ставиме такви железни на сиот дел околу судот и на другите тротоари, за да не можат повеќе да се паркираат таму. Метални елементи ќе се поставуваат и на тротоарот кај банките во центарот на градот. Овде, вели Чадиев, тротоарот е значително уништен од тешки товарни возила кои вршат достава на роба во продавниците на овој потек. Реакција за ова до општината пристигнала и од граѓаните кои живеат во овој дел од градот. Да се продолжи со поставувањето на П формата на железните ступчиња, за да не можат повеќе се качуваат автомобилите горе. Гледаме дека доторот наместо да го прават од долната страна, го прават од оваа страна и травертинот е тотално уништен на тој сегмент од тој тротоар. Значи ќе го забраниме целосниот пристап за тешки товарни возила на тој сегмент на градот. Она што можеме се уште да го зачуваме, бидејќи ние како општина разговаравме веќе, тие биле набавени од Силекс рудниците на времето тој материјал, и таков материјал не можеме во моментов да набавиме ми, за да можеме да го смениме. Од локалната самоуправа очекуваат дека поставувањето на метални П елементи на сите тротоари кои најчесто се узурпираат за паркирање на возила ќе се влијае за зачувување на тротоарите и улеснување на движењето на пешаците.